te, naroda koji strano te. Brava, brava, Bravo tičkih prava, brava, brava, bravo tičkih prava, brava, brava, bravo tičkih prava, brava, brava, bravo tičkih prava. Kavalac i razbudi se, kavalac i razbudi se, kavalac i razbudi se, kavalac i razbudi se. Antikapitalizam! Antikapitalizam! Feni digna palati i Drexler Majer digna palati i digna očaci visoki nagore na zemlja udole длабока. Од всичко земат кајмагот, маката нас оставаат. Нас оставаат маката другари затоа што не сме обединети. Затоа што досега им верувавме и на политичарите и на газдите дека доаѓа подобро време, дека кога ќе заврши транзицијата, конечно ќе се придружиме до напредокот на развиените земји, но тоа беше лага од старт. Нашите плати, нашите работнички права и условите во кои работиме се влошуваат и дојдено е веќе последно време да го дигнеме гласот, да порачаме. Доста беше молк. Доста беше молк на ограбувањето на народот и на работењето само за нивните профит. Чекавме 25 години некоја партија да застане на страната на работниците, но таква партија не се појави. Зошто? Затоа што тие работат само во интерес на газдите и во интерес на партиските лидери. Стана милионери и милиардери додека ние останавме без леп и останавме без основни права. Тук на BBC на телевизија оди документарна програма за Маркс, каде што сакаат на помладите да им објаснат кој е и што е. Сакам да ми кажам, во светот веќе во Европа работите се менуваат. Не мораме ние секогаш да бидеме последни, затоа што вие овдека по старите барем се сеќавате како изгледаше тоа, кога работниците имаат права и кога учествуваат во одлуките, како што сега не е случај. Не сакам да бидеме како онаа поговорка парите ги прават, другите додека вие работите. Затоа што кога станува збор и за работниците, на кои што им се одзема од платата, кога профитите паднале, исто како што станува збор и за земјоделците, кога не им се плаќа родот, на лозарите, на овоштарите, по година дена и повеќе, или кога ќе им скапе ровот по визбите затоа што некој од зелената мафија решил да заработи со некој угоз. И затоа се уште сме малку, меѓутоа ќе бидеме се повеќе. Работничките права, зарем минималната плата може да го определи трудот на работникот во фабриките. Паѓето кои го даваат учителите или спасениот живот од докторите. Не може да имаме минимална плата и труд. Сојузот на синдикати на Македонија исто како да не постои. Се бои да ни изгради правата, а ние умираме на работни места и за тоа никој не одговара. Време е обединето да не представиме власта во наши раце, затоа што први дори живее и наврстникот живее. Протест! Бидејќи и овие покажаа дека се исти. И овие ги интересираат потените. Кај е животот? Дојде животот! Дојде! За нив дојде! Каде е животот за народот? Ние уште го водиме нашиот крпен живот. Дали ние заслужуваме крпен живот? Не заслужуваме! Затоа нашиот револт е силен и не смееме да патиме под апатијата. Не смееме да не се бориме. Оти овие, исто како и предходните, ништо наготово нема да ни дадат. За се што ќе ни добиеме, мора ние да се избориме. И ние ќе се бориме. Борба! Борба! Работничка борба! 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 Работничка борба! Борба! Работничка борба! 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 Работничка борба! Greek and Macedonian working classes united to fight for our own common struggle against capitalism, the EU, EMF.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Nowadays, because of the crisis of capitalism, wars and nationalism could be useful for the capitalism to get over its own crisis. Our duty is to fight for peace, to prevent the war, and to fight against nationalism, against fascism and imperialism. The war machine of NATO is established in our country for almost 70 years and caused dictatorships, brought more imperialistic competitiveness, participation in bombardment, and imperialistic plans. We hope that left-wing and communist forces and workers' movements will fight for the principles of the people to stop the exploitation from human to human and break the slavery to the capital. Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, εκπρόσωποι της τράπεζης και στα Υπουργεία. Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, εκπρόσωποι της τράπεζες και στα Υπουργεία. From Chicago, Thessaloniki to Skopje, Workers' 1st of May, show us the way. We will win. Одлично се прашуваме дали може да бидат положи од ова. Да, прашувам уште колку луѓе треба да умрат, чекајќи сервите специјалистот. Дали уште 50, дали уште 100. Уште колку луѓе треба да умрат, чекајќи да се соберат пари од донации. Уште 30, уште 50, уште 100. Колку луѓе треба да умрат поради погрешна диагноза или па поради погрешна интервенција. Да се спрема, но Косово веќе го живеат. Ако ние не сакаме да ни се случува тоа што се случува на косовските граѓани, ние мора да се избориме против така нареченото јавно-приватно партнерство, односно гласно да кажеме дека здравството нема да го дадеме. Ако ги дадохме другите работи, ако денес плаќаме поскапа струја, ако се приватизира поштата, ако се приватизира железницата, не смееме да дозволиме да се приватизира здравството, бидејќи здравството не е привилегија, туку е право на секој човек. Речиси секоја година во Прилеп се прославуваше 1. мај. Тоа беше навика. Некогаш со песна, некогаш со приредба или другарска веселба. Најчесто на овој ден се излегуваше на Северчик и таму во веселба луѓето раскажуваа за еден слободен мај. Сепак, најзабележаната прослава беше онаа во 1936 година. За прослава на овој ден, местниот комитет на КПЈ почна да се подготвува од порано. На еден партиски состанок беше поставено и тоа прашање на дневен ред. На состанокот одржан во куќичката на лозијето од Мицко Козар, на кој беше присутен и Ѓорге Лопикик, професор во гимназијата во Прилеп, кој по казна беше преместен од Врајне, беше одлучено на највисокиот врв од Марковите кули, на Тапанче, да се истакне црвено знаме. За извршување на оваа акција беа ангажирани сите членови на местниот комитет. Потребните материјали за изработка на знамето требаше да се набават незабележително. Еден беше задолжен да купи црвена боја, друг платно, а Мицко Козар да го истакне знамето. Во 1936 година 1. мај се совпаѓаше со Велипеток, петокот пред Велике. На тој ден народот од Прилеп и Прилепско се собираше на Варош, во манастирот Свети Арангел. Доаѓаа луѓе од Прилеп и од селата, па дури и од другите градови.
Тој великденски народен обичај требаше да се искористи за популаризација на класната борба, на пролетаријатот и на партијата. За оваа смела акција Мицко го одбра Трајко Бешковски парци, кога добро го познаваше и која знаеше неговата подготвеност за смели антидржавни акции. На Трајка му рече: решивме да истакнеме црвено знаме на тапанче за 1 мај. Што мислиш ти? Како ништо кај го насадиме. Затоа, па и за што друго да биде? Немај гајле, Мицко. Готов сум. Трајко се чувствуваше почестен што му се доверува една смела акција во борбата против класниот непријател. Тој премногу го сакаше црвеното знаме. За него тоа значеше слобода и правда во животот на работникот. Поканата на Мицко да го насади знамето на пролетарската борба, да се вее над неговиот роден град, беше за него добар начин достоинствено да се отпразнува празникот на работничката класа. За Мицко и Трајко, како со смола да беа залепени, деновите бавно се влече. Им се чинеше дека 30 април е многу далечен датум, иако во се убаво и детално ја испланираа акцијата. Знамето беше готово. Беше убаво, црвено, а на него беа сушиени символите на работничката класа – срп и чека. Последниот ден од април, кога се смрачи, Трајко стигна кај Мицко дома. Отпочнаа со последните подготовки и договор. Тргна околу 10 часот ноќ. Одеа внимателно кон Марковите кули. Поминаа покрај полициската станица, па нагоре кон Сенарникот, а оттаму низ варошките нивија под Марковото каве. Одејки, Трајко почна да ги трие дланките. Кога не скокоткаат дланките, некого го јадат плејките. Душава ми е изгорена да здиплам него. Мицко го погледна и кусо му рече: па, во оваа работа, Трајко, може би ка не скокоткаат и плејките? Па и така бидува, или тие мене, или јас некого од нив. Сега за сега, Трајко, сепак, тие се посилни. Сакаш да речеш помногу број, се обрана Трајко кон него. Во очите му светнаа искри. Под ладочината на тие две мориња, под ресестите и стишни црни вејги, се надзираше незгаслива верба во она што го зборуваше. Од која страна ке се качуваме, Мицко? Али од Дебоич, али од кај чешмата? Праша Трајко. Не бери гајле. Јас сите врвици на Маркукуле ги знам како својот джеб што го познавам, Трајко. И јас добро го познавам. Почнаа да се качуваат нагоре. Жива душа немаше. Двете сенки се качуваат кај двете тополи во самото подножје на Марковото каве. Брзаа нагоре. Иако патот беше нагорен, желбата акцијата да успее ги тераше да брзаа. Го одминаа слонот и седнаа. Да здивнеме малку, Трајко. Овдека нагоре нема никаква опасност. Седнаа да вечераа. Започнаа разговор за утрешниот ден, за значењето на нивната акција, за положбата во градот кој беше обвиткан во темнилото од ноќта и од режимот што владееше во него. Докога ке го завиткува оваа темница, овој наш град, мајката? Гледаш, Мицко, јас би го исукал целиот прилеп со светилки и ке го исечам, да знаеш, на локуми ке го исечам. Со замес зборуваше Трајко. Тие би можеле да си цаламе вака и до други ден, сабајле. Работа не чека и пат, ајде. Тргнуваме, мајсторе, ти како ке речеш. И тргна, без да чека Мицко нешто да каже. За 40 на минути стигнаа на тапанче.
Звукот на теслите не се слушаше подалеку од првите карпи наоколу. Тука се придушуваше. Карпите, како да знае дека треба да скријат нешто во оваа убава полетна вечер. Бајцата молчеа и работеа без почит. Кога во тихата полноќ на планинскиот вис се развеа и затрепери црвениот бајрак, и бајцата почувствуваа радосен трепет, опиени од успех. Си ги стегнаа силно рацете, братски се прегрнаа и си го честитаа својот најголем празник. Нека ни е среќен празникот, нека е среќен, одговори други. Брзо започнаа да слегуваат кон градот, откаде се чувствуваше миризбата на тутуновиот раз. Се чувствуваа олеснето и радосно заради исполнетата задача, чија големина се покажа на тој великденски петок, кога на Прилеп се вееше знамето на социјалистичката револуција. Трајко и Мицко се разделија пред мостот Кемерлија. Утрото, убаво облечени заедно со првите великденци, тргнаа кон Варош, под Марковите кули, каде беше местото на традиционалниот собир. Весели од успешно завршената работа, двојно се радуваа. За Великден и за својот голем ден, 1 мај. Уште изутрината беше забележано црвеното знаме што се вееше на врвот под Марковите кули. Додека огромната река Прилепчани одеа радосни кон Варош, чудо невидени застануваа пред гледката на развиореното црвено знаме. Полицијата многу доцна го забележа. Полицајците, растревожени, растрчуваа низ градот барајки начин што побрзо да го симнат знамето, кое прекосеше гордо, бунтовно, и на овој традиционален народен великденски собир му даде ново значење – класно, пролетерско. Погледни го орелот, како се надвиснал над Прилеп, му рече Трајко на Круме, со кој беше добар другар и кој прв го сретнал другарите. Круме веднаш свати за кој орел му зборува Трајко. Заедно го гледа и скриено му се радуваа, но таа радост ја крија од другите, зашто никој не смееше да го насети она што двајцата револуционери го извршија таа. За црвеното знаме на Марковите кули по Прилеп се зборуваше долго време. Напорите на полицијата да ги откријат оние што го истакнаа останаа без резултат. Мицко и Трајко беа горди на своето дело. Символот на работните луѓе и на нивната класна борба се вееше на убавото мајско сонце. Го гледаа сите, и оние што го сакаа, кои беа многубројни во Прилеп, и оние што не го сакаа, додека полицијата со грст луѓе беше лута, зашто се почувствува победена и надипрена. Во својата вознемиреност полицијата работеше многу бавно и успеа да го симне знамето дури во 11 часот. Прилепчани им се смееја в лице. Мицко и Трајко со право се гордеја за извршената задача. Тоа признание им го оддаде местниот комитет. На еден состанок на управниот одбор на партијата во април било поставено прашањето за прослава на 1 мај и решено таа да биде што посвечена и поимпозантна. Причини за тоа имало доволно. Една од нив била, како што рекол Петар Самарџија, ние го шириме печатот и ми зборуваме вистината на луѓето, даваме приредби на кои го критикуваме режимот, но кумановци не виделе какви сме кога ќе се сретнеме лице в лице со жандармите. Тоа што тие се врткаат околу нашиот работнички дом, само се предизвикувања, а на прославата може и да се судриме со нив. Нека го видат и тоа, па ако конците ни бидат цврсти и го издржиме судирот, тогаш нека се прашаат режимливите кој ќе победи на сите идни избори што ќе ги има до крајот на оваа година. Председателот на партијата, Стојадин Станојковиќ,
Предложил 1. мај да биде прославен заедно со селаните, кои треба благовремено не само да се известат, туку да се организираат што помасовно да дојдат на прославата. Предлогот бил едногласно усвоен. Биле формирани групи од младинци и младинки за правење и пишување транспаренти и за мобилизација на граѓаните, сите улици да бидат почистени, а куќите варосани. Хорот бил задолжен да подготви поголем број песни. Било решено да се формира поголема група редари од членовите на Сдруженијето на комунистичката младина и од членовите на партијата. Најважна задача била мобилизирање на масите за доаѓање на прославата, за чие извршување се ангажирале и голем број млади и постари комунисти. Милан Стојановски Лонка морал да патува во Скопје, за да набави соодветен црвен материјал за големото партиско знаме. Амблемите на знамето, српот и чеканот, ги извезла Милка Каталановска. На село били испратени екипи, предводени од Тодор Чушкарски, Душан Караджиќ, Петар Саревски и други. И кога се сметало дека подготовките се одвиваат на општо задоволство на сите честни луѓе од Куманово, дошол ударот на полицијата по партиската организација и на работничкиот дом. На 26 април била уапсена целата партиска управа и поголемиот број најактивни членови на партијата. Меѓутоа комунистите не се збуниле од оваа полициска мерка. Најактивните меѓу нив Сазбо Илиевски, Илонка Стојановска, Маса Јовановски и други го презеле раководењето со планираните подготовки. Веќе утредента од Скопје дошол Милан Недиќ да помогне на започнатата организација за прославата, со што се гледа колкаво значење во целина и придавала партијата на оваа прва голема смотра на своите сили и можности за акција. Надежите на режимот дека соопсењето на раководителите на партијата ќе ги парализираат и спречат подготовките за организирањето на прославата пропаднале. Место да се уплашат од евентуални последици, комунистите и младинците се прифатиле за работа со уште поголем жар. На нивните лица се гледала решителност и упорство, својствени за младите луѓе кога се убедени дека прават добро и дека поради тоа ги казнуваат. Веднаш се пристапило кон формирање одбор за прослава, со единствена задача да продолжи со подготовките за прославата на 1. мај. Во одборот влегле членовите на партијата и на младинската организација. Сазбо Илиевски, челварски работник, Маса Јовановски, адвокатски приправник, Илонка Стојановска, домакинка, Владо Ивановски, вунар и Ѓорги Јовановски, бравар. Во селата били одржани состаноци и конференции, со пригодни говори во врска со мобилизацијата на селаните за учество на градската манифестација и почитани првомајските прогласи на партијата. 1. мај. Се било спремно за прославата. Работници, младинци и симпатизери на партијата се собрале пред работничкиот дом. На сите се гледало дека го облекле најновото и најубавото што го имали. Девојките биле свечено облечени со бели блузи и црвени шамии на главата. Неколку другарки под раководство на Илонка Стојановска на послужавници носеле црвени ленти и на секој учесник му ставале по една лента на реверот од палтото. На лентите пишувало да живее 1. мај. Сазбо Илиевски ги примал сите извештаи, така што целото раководство за прославата во истиот момент било известувано. Еден извештај гласал: зад тумба во многу улици се наоѓаат полицајци, жандарми и агенти. Жандармите одат 2 по 2 и имаат ножеви на пушките. Друг бил со оваква содржина. Војската влегла во високите згради околу тумба и во нив поставила митралези. Засега сме сигурни дека во 4 згради има војска со митралези. Ѓорѓе Стопаревиќ добил податок дека полицијата ангажирала некои граѓани како своји агенти да извикуваат пароли против кралот и династијата и со таква провокација да предизвикаат безредие, за полицијата и војската системски да се пресметаат со партијата. Податокот бил драгоцен, особено кога се посматра во склоп со подготовките на војската. Сите учесници, партијци, биле предупредени да ги прифатат само паролите испишани на транспарентите и да внимаваат на провокациите, бидејќи полицијата ќе подметне и своји пароли. Поворката тргнала во 8 часот од пред работничкиот дом со црвено партиско знаме на чело, што го носел работникот Михајло Петровиќ Лончар. Од едната и од другата негова страна оделе двајца снажни и корпулентни мажи, Спасо Ивановски и Грушо.
како чувари на знамето, а потоа бил изнесен голем транспарент на кој пишувало да живее 1 мај. Зад транспарентот се движеле построени воените инвалиди со своите одликувања, а веднаш по нив групи машка и женска младина, кои носеле транспаренти со паролите долу реакцијата, да живее Советска Русија, да живеат слободни избори и така натаму, а зад паролите оделе представници на синдикалните пододбори. На овој поредок следела група работници и младинци кои извикувале пароли долж целиот пат по кој се движела поворката. Меѓу останатите били и паролите долу војната, долу реакцијата, бараме општо право на глас, бараме 8-часовно работно време, земјата на селаните, фабриките на работниците.